Ќе ја разниша ли владината коалиција новиот кривичен законник? Ќе бидат ли пресудни политичките калкулации дали претениците да дадат зелено светло во собранието на новиот текст во кривичниот, кој го пишуваа правни експерти и сегашни обвинители и судии? Финалниот драфт на новиот кривичен, кој повеќе од една година го подготвува експертска група, деновиве ќе биде презентиран, но веќе делови од него протекоа во јавноста, меѓу кои враќање на долгите казни за злоупотреба на службената положба, злоупотреба при јавни набавки, како и во делот на застарување на делата. Алфа ги праша првите луѓе во Министерството за правда. Заменичката Викторија Аврамовска-Мадич, која доаѓа од СДСМ и која ги бранеше скандалозните измени на КЗ, кои беа осудени и од експертската група. Сега вели дека е воздржана и ќе се произнесе кога ќе го види новиот кривичен законник. Јас се уште не сум го видела новиот кривичен законник, кога ќе го видам, ќе го кажам својот став. Министерот лога од Алијанса за албанците, пак ќе застане позади текстот на работната група. Деновиве ќе имаме презентација на последната драфт верзија на кривичниот законник. Стојам за работната група и нивните предлози. Министерот и неговата заменичка очигледно беа со различни ставови и за измените кои ги поминаа собраниските филтри пред 2 месеци. Лога не се потпиша на предлогот, па тоа го направи Аврамовска-Мадич. Иако јавно никогаш не проговореа за тоа, Лога на секое прашање за скандалозните измени, новинарите ги упатуваше одговори да бараат од неговата заменичка. Од политичките партии пак кои ги контактиравме, СДСМ за сега не одговори на прашањето дали би дале поддршка, а ВМРО ДПМН вели мора да го прочитаат прво текстот. Од опозицијата се сомневаат во предлозите кои ги дава владеачката СДСМ, бидејќи како што велат се пишуваат во партиските штабови. Искуството досега покажува дека во собранието стигнуваат предлози изработени во партиските штабови на СДС наместо од работните групи, и второ, лично се сомневам дека СДС ќе се откаже од она лична амнестија која што си ја донесе во собранието. Дел од членовите на работната група за Алфа уште пред 2 месеци демантираа дека од нивната работа произлегле спорните измени на КЗ. Во собранието беа донесени за еден ден под превезот на европската реформа. Со нив се намалува предвидената затворска казна за злоупотреба на службената положба. Опозицијските пратеници не дадоа поддршка и според нив ова е обид на владата да ги спаси своите функционери од потенцијално кривично гонење, кога државата е мета на критики за високо ниво на корупција и криминал. За измените, последно остри критики ни испрати Европската комисија, и тоа среде Скопје.